Благодарам, подпредседателке. Имено сметам дека навистина на секој народен избраник треба да му е чест да дискутира за една ваква историска важна точка која што во историски контекст ќе биде споменувана. Бидејќи во досегашната историја на Република Македонија ова е само една втора ваква можност да разговараме за едно вакво важно прашање. Ова е втор меѓународен стратешки договор на Република Македонија кој што е склучен од ваква природа и како што каже и колегата Донев, е со втората светска сила, со еден, би кажал, многу сериозен или од најсериозните меѓународни играчи, тоа е Велика Британија. И заедно со Соединетите Американски држави после 2008 година, 2025 година е годината во која што ние можеме да разговараме за создавање на историја и за потпишување на еден ваков договор кој што на Република Македонија може да и донесе многу. Тоа што е важно е дека информацијата за овој стратешки договор беше соопштена лично од премиерите на двете држави. Тоа беше премиерот Стармер и премиерот Мицковски на саметот на Европската политичка заедница во Тирана, а потоа на 22 јуни символично беше потпишана оваа спогодба, овој договор за меѓународна соработка помеѓу вице-премиерот Николовски и министерот за трговија на Обединетото кралство во канцеларијата на Адмиралитетот, што дополнително укажува на историскиот контекст на еден ваков договор. Она кое што е важно и кое што сметам дека во изминатиот период се обиде, ја тоа можам да го разберам како дел од политичката квалификација опозицијата, да го минимизира влијанието на овој договор, но она кое што не можам да го разберам и кое што многу ми пречи, зашто се создаваат такви навреди и зашто се минимизираме ние како народ и зашто сакајки да минимизираме одредено влијание на една таква многу позитивна, добра работа за нашата држава, која што не е само успех на одредена политичка номенклатура, туку на целиот народ, се даваат и се лепат навредливи квалификативи за сите, особено за Обединетото кралство, а и за нас како народ. Не можам да се помирам со тоа дека во изминатите 7, 8, 10 дена се понижуваме до таа мера дека ние, односно зошто голема светска сила како Велика Британија одлучила со токму малата Македонија да склучи ваков договор, па дотаму иде ете таа аргументација на овој став да се споменуваат земји од третиот свет, не баре ние треба да се ставиме во искош со нив. Ја лично мислам дека нашиот минимум треба да биде токму овој минимум за кој што разговараме денеска. Без разлика кој што сме најмалоброен народ на Балканот, нашето ниво треба да биде во Лондон и треба да потпишуваме вакви договори. Што е важно? Овој договор е составен од два документи. Едниот е економско-финансиски и едниот е политички. Тоа што е важно е дека со овој договор ние се зацртуваме на мапата на светот. Не е сеедно кога вие разговарате со било која трета страна, а кога до вас ги имате двете најсилни земји во новиот демократски поредок. Ние имаме стратешко партнерство, повторувам, со Соединетите Американски држави и од оваа вечер кога ќе го ратификуваме овој договор во македонскиот парламент, ние ќе бидеме стратешки партнер и со Обединетото кралство. Овде во овој договор не се обврзуваме само на реализација на капитални проекти. Се обврзуваме на реализација и на многу други сфери во општеството. И на образованието, и на културата, и на одбраната, но и во многу други. Што значи дека Република Македонија ќе може да го користи британското знаење, британското искуство и да создава вредности кои што ќе ја трансформираат нашата држава по британски стандарди. Она кое што е исто така особено важно, дали тоа му се допаѓало на некого или не, ова е единствен ваков договор кој што е склучен на Балканот и во Источна Европа. Друг ваков договор нема. И тоа што е особено важно, овој договор за кој што ние денеска збориме во парламентот, е единствен договор со кој што Велика Британија заклучила финансиска рамка од 6 милиони евра со било која земја во Европа. Повторувам, не постои друга земја во Европа со која што Велика Британија склучила договор кој што дава пристапност на финансиска рамка од 6 милиарди евра. Исто така, сакам да одговорам и на неколку прашања кои во изминатиот период беа активни во јавност. Јас го гледам овој договор и сакам само да почитам три работи кои што мене ми се особено најважни. Кога ќе го отворите самиот наслов на овој договор и на овој закон, пишува една едноставна работа. Вели предлог на закон за ратификација на договорот помеѓу Владата на Република Македонија
и владата на Обединетото кралство на Велика Британија и Северна Ирска во врска со партнерство за реализација на инфраструктурни проекти. Ова е нешто кое што од вечерва ќе влезе по сила на закон за реализација на инфраструктурни проекти. Почитувани колеги, кога ќе отидете во членот 1, пишува дека овој договор е подпишан во Лондон на 22 мај 2025 година. Потоа ве замолувам да отидете во воведот и таму пишува дека владата на Обединетото кралство, Велика Британија и Северна Ирска, представувана од одделот за бизнис и трговија, и владата на Република Македонија имаат желба да соработуваат за поддршка на реализација на инфраструктурни проекти во Република Македонија и за унапредување на нивните односи во областа на инфраструктурата. Ако отидете во членот 2, ќе видите уште еден друг дел од овој закон. Ќе се разменуваат знаења и најдобри практики во областа на здравството, транспортот, технологијата, енергетиката и клучни критични сектори, а за изградба на капацитетите на владата на Република Македонија, користејќи експертиза од владата на Обединетото кралство. Многу јасно и многу концизно. Членот 3 за програмското финансирање, само уште еден вака дел да прочитам. Потенцијалната поддршка од инструментот на Обединетото кралство за финансирање на извозот ќе зависи од кумулативната сума на изложеност на кредитен ризик за проектите во Република Македонија, кој не смее да го надмине тековното финансирање од 5 милиарди фунти или 6 милиарди евра. И понатаму уште еден дел од договорот за кој што ете би кажал дека е омилен, тоа е овој анекс во кој што се опишани проектите кои што Република Македонија може да ги изгради, заедно со тоа што е многу важно и најважно од овој договор, британското ноу-хау и британските стандарди. Ние кажавме дека овој договор ќе гарантира, повторно ќе кажам, ќе гарантира изградба во првиот бран на стениве проекти. Нов клинички центар во Штип, кој што е заглавен сега ќе биде одглавен и комплетно изграден. Зграда на медицински факултет и студентски дом од 200 легла. Болница во Кичево, заедно со здравствен дом на комплетно нова локација. Болницата во Кичево, заедно со болницата во Струмица, е единствениот здравствен инфраструктурен објект кој што оваа држава се гради 30 години. Сега ќе биде завршен. Понатаму, целосна реконструкција на клиничката болница во Тетово и брза пруга коридор 10 Табановце, која што ќе влегува на Табановце, а ќе излегува на излазот од Македонија за Грција, во должина од отприлика 200 км, замислете што ќе се движи 160 км на час. И сето ова превземаме обврска да биде завршено за 5 години. Во втората фаза, пред неколку дена премиерот кажа од собранието дека ќе го финансираме оној капитален проект од областа на енергетиката Чебрен Галиште, нормално со уште една хидроцентрала на средина на би кажал местност кој што се нарекува Орлов камен, со што дополнително овие капитални проекти би требало да дадат додадена вредност на македонската економија и на македонскиот квалитет на живење. Ова се проекти кои што се историја, и ова се проекти кои што никој не може да ги одземе или да каже дека нема да се направат. И тоа што е важно, како што повторувам неколку пати досега, со британското знаење и по британските стандарди. За да изградите вие еден ваков проект, потребни ви се 4 фази. Прва е визијата, втората е правната рамка, тоа е овој чекор тука, финансиските детали на крај реализацијата. Сакам да ви укажам една работа. Никој нема да бега и да се крие од ништо. И од ден на ден вашите лаги потонуваат како, би кажал, бродови кои што некој можеби во минатото се обидувал да ги гради со рачето на градите, но од ден на ден самите се демонтирате. Веднаш што ќе усвоиме правната рамка, ќе ги соопштиме и финансиските детали, а со Господ напред, здрави и живи, на почетокот на ноември ќе треба да почнеме да ги градиме овие проекти. Ова е нова страница во историјата на Македонија, ова е страница која што гарантира достоинствено, честно и гордо реализирање на стратешки проекти, но и на едно силно стратешко партнерство во кое што наредниот период треба да донесе еден бенефит на Македонија кој што ќе ги носи епитетите на достоинство и на едно ниво дека и ние македонците и сите граѓани кои што живеат во Република Македонија имаме квалитет, имаме капацитет да седиме на маса со најсилните, да седиме на маса со најорганизираните и да склучуваме договори и во Лондон, и во Брисел, и во Вашингтон, и во Берлин, и во Париз, со дигната глава и со заштитено достоинство. Благодарам.